Беше тоа на 25. април 1191 година, кога започнало зографирањето на црквата Свети Ѓорги во селото Курбиново, Ресенско. На 25. април 1944 година е првото ослободување на Кратово. Иако слободата траела само еден ден, од утр до вечерина, сепак кратовци се горди што први се кренаа на бунт со пожртвувана борба на третата македонска ударна бригада под команда на генералот Михајло Апостолски. Беше тоа на 25. април 1948 година, кога е роден Лазар Китановски, универзитетски професор и министер за одбрана на Македонија. Во 1981 година магистрирал на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања од областа на социолошките науки. Неговата педагошка и наставна дејност на Правниот факултет во Скопје се остварува преку предавања по предметите социологија на правото, политичка социологија и политички партии и интересни групи. На 25. април 1960 година во Битола е основано Друштвото за наука и уметност. Друштвото е основано со цел да го потикнува развојот на научната мисла, да го проучува минатото, да извршува истражување и унапредување на сите области во развојот на градот и околината. Беше тоа на 25. април 1969 година, кога е роден Дејан Дуковски, истакнат македонски драмски автор. Дипломира драматургија на Факултетот за драмски уметности во Скопје. По дипломирањето работи како драматург во македонската радиотелевизија. Во 1993 година на Факултетот за драмска уметност е избран за асистент по предметот филмско и телевизиско сценарио, а од 1996 година е доцент на катедрата за драматургија. Според сценариото на Буре Барут е снимен игран филм, копродукција на продуцентските куќи од Македонија, Франција, Германија, Турција, Југославија и од Грција. Буре Барут е најпоставуваниот драмски текст на Дуковски. Гран при на меѓународниот театарски фестивал Битев за драмски текст Маме му ебам кој прв почна. Филмот учествува на познати светски фестивали и ги добива наградите Фи Пресци, награда од критиката на фестивалот во Венеција, награда на Европската асоциација на критичарите, Гран при на фестивалот во Анталија, Турција, награда Бронзана камера 300 на меѓународниот фестивал за филмска камера Браќа Манаки, Гран при на меѓународниот фестивал во Хаифа, Израел. На 25. април 1979 година во Битола е основан вториот универзитет во Социјалистичка република Македонија Свети Климент Охридски. Беше тоа на 25. април 1995 година, кога во Скопје умре Јово Камберски, македонски писател. Тој ги напиша романите Пресуда, Колона, Пресметка, Празник и други, како и книгите раскази Виденија и траги. Роден е во Гевгелија на 11. јануари 1923 година. Бил директор на Вардар Филмс Скопје, член на Друштвото на писателите на Македонија од 1979 година. На 25. април 1996 година Република Македонија и Хондурас воспоставиле дипломатски односи на ниво на амбасади. Беше тоа на 25. април 2011 година, кога на гумење во Крушево за посетителите е отворена спомен куќата на Тоше, во која над 350 автентични експонати ќе раскажуваат за детството, тинеџерските години, врвот на кариерата и вербата и хуманоста на најголемата македонска музичка звезда. Спомен куќата се простира на околу 870 квадратни метри во форма на крст, изградена од бетон и стакло, според проектот на архитектите Дејан Секуловски и Дејан Спасиновски, во соработка со Илија Божиновски. На 25. април 2014 година почина Миладин Крстановски, истакнат професор на ФТУ и доктор по правни науки. Крстановски беше добитник на Климентовата награда за животно дело во 2008 година.